Во 2019 влегувате на голема врата со едно големо ветување, тоа е трамвајот. Сега ќе успеете ли да го реализирате ова големо ветување, кој што како е од инфраструктурен план добро можеби за решавање на проблемот со кој се соочува град Скопје? Колку пари ќе чини и кога планирате да започнете? Веќе ја објавивте трасата по која ќе се движи трамвајот? Трамвајот е работа што го менува градот. Е работа што го менува градот позитивно. Во град Скопје имаше определена документација за реализација уште од времето на господин Костовски овдека, која што за жал не била доработена за да може да се изведе. Она што го работев јас заедно со дел од луѓето овдека, меѓутоа и со помош на градот Загреб во текот на минатата година е да спремиме целосно техничко сообраќајно решение на изведба на трамвајот. За целата оваа работа работевме во координација со Министерството за финансии и владата на Република Македонија и градот својот дел од работата, да речам условно, го заврши. Токму заради тоа премиерот некаде пред Нова година го спомна во едно интервју и излезе, да речам, тоа што сме го работеле во невидливиот дел излезе на површина кај јавноста. Очекувам дека сега да заврши овој празничен период, ќе седнеме да доработиме финансиската конструкција за да можеме во 2019 да влеземе во постапка за реализација на трамвајскиот сообраќај. 4 фази опфаќа трамвајот во Скопје. За сега сме сконцентрирани на реализација на првата фаза, која што е од Новолисиче до Ѓорче Петров. Очекувањата заедно со потребните возила за обслужување на таа траса и депото кое што мора да се изгради е дека тоа би требало да чини помеѓу 130 и 150 милиони евра, што се вика клучна рака. И тоа ќе го смени градот затоа што веќе работиме сега на сообраќајна студија за хранење на превоз на трамвајската линија за да ја имаме економската исплатливост. Имаме калкулација колку ќе не чини годишната експлоатација на трамвајот. Финансиски колку би тежел овој проект, од прилика ако имате? Целиот е 130 до 150. Тоа тука немаме застана 130 до 150 милиони евра реализација, реков. Значи со се возилата кои што треба да обслужуваат првата линија, она што го имаме доработено во меѓувреме и го работиме, сега зборуваме за реализација на првата фаза, вкупно трамвајскиот превоз во градот со сите 4 фази што треба да биде опфатен на нашиот град, една иде од автокоманда, една иде од Кисела вода Драчево кон Бутол како линија, би не чинело околу 270 до 280 милиони евра. За сега сме сконцентрирани на она што е главната сообраќајна артерија, односно кичмата сообраќајна на градот Скопје, а тоа е релацијата од Новолисиче до Ѓорче Петров. Самата реализација на таа фаза ќе го направи јавниот превоз многу брз, многу атрактивен, еколошки целосно и ќе може да го смениме изгледот на центарот на градот, изгледот воопшто на градот. Трамвајот е превозно средство кое што технолошки е ненадминато во смисол сите европски градови и сега кога се одлучуваат за трамвајски линии, а е средство кое што заради својата атрактивност, брзина и ефтина експлоатација го користат сите граѓани без оглед на социјалниот статус. Значи, може граѓаните да ги видат и големите светски звезди како користат јавен транспорт. Касно светските и европските метрополи веќе имаат и развиена многу друга инфраструктурна сообраќајна линија, тролебуси, што кај нас себе трамвајот беше земен како критика. Ве прашувам дали ќе успеете да го реализирате, бидејќи ако не му успеало од времето на Костовски до сега, дали вие ќе успеете да го реализирате? Не мислам дека концентрацијата на претходната градска администрација била во реализација на решање на проблемите на граѓаните. Напротив, со своето действување они за жал ова ќе биде посебен фокус за жал создадоа повеќе проблеми. Знаете, суна како е. Ако сте воделе град во кој што некој одлучил дека ќе потроши 680 милиони евра, при тоа не сте ги решили главните проблеми на градот, како што е транспортот, како што е гасификацијата, како што е недоизградена инфраструктура која што сега ја градиме. Не случајно ја градиме таа северна инфраструктура, затоа што кога ќе го завршиме тој процес, вие ќе можете од цементарница некаде од Кисела вода во Карпош да возите по булевар без да поминете ни центар, тогаш ќе го затвориме и центарот за сообраќај. Се си има некој си логичен редослед и се
дел од планирањето и стратегијата за развој на град Скопје, кој што како што почнавме интервјуто е во невидливата зона. На што мене ме радува е дека сите политики што ги зацртав јас и што ги водам како градоначелник во изминативе 15 месеци беа конфирмирани или се потврдени како добар начин за развој на град Скопје и добар начин за разрешување на проблемите во кои што да речем ги имаме во секојдневието. Тоа го потврдивме, сакате во Бордо, сакате во Загреб, сакате во Виена. Така што тоа е исправниот начин. Тоа ни беше конфирмирано и со апликацијата Скопје зелена престолнина. Ќе се навратиме веќе апликацијата град Скопје за инаку град Скопје нема економска логика, ниту има економска оправданост да гради метромрежа, бидејќи такви некои идеи, да речем, се почна да се слушаат од кога го најав трамвајот, а шинскиот превоз, значи тролејбусите да речем, не се шински превоз. Шинскиот превоз до сега нема соодветна технолошка замена било каде во светот. Градовите европски кои што одлучуваат да го менуваат транспортот, се уште се одлучуваат за шински превоз, односно за трамвајски превоз.